Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во директно на Тера телевизија. Мој ваш вечерашен гостин, господинот Јован Вранишковски, поранешен владика во Македонската православна црква и сега, како што го назначи Српската православна црква, архиепископ Охридски и митрополит Скопски. И онака како што се представува. Добро вечер, добре дојдовте во директно на Тера телевизија. Добро вечер и благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Претпоставувам дека имате забелешка на тоа како ве представуваат медиумите во Република Македонија. Новинарите, но можеби и политичарите. Па, забелешката е од аспект, значи што моето титулирање е сосема неправилно или тенденциозно занемарено. Титулата на крајот од краиштата ја дава црквата и или ја прифаќаме или не ја прифаќаме таа титула, во зависност од тоа дали ја почитуваме црквата и не ја почитуваме црквата, и јас никому не би му се налутил ако и не ја прифати мојата титула. Меѓутоа, тенденциозно, ако некој заради понижување се сака да се деградира, тоа е повеќе некултура на оној кој тоа го прави. Ќе го споменам председателот на државата, господинот Бранко Црвенковски, кој упорно ме нарекува Зоран Вранишковски. Иако моето граѓанско име е Јован, иако мојата титула е архиепископ Охридски митрополит Скопски. Јас нема да бидам толку некултурен како него, да го наречам, да речеме него господин Бранко Зеленковски, а многу слично е ако тој мене ми го менува името и јас него да му го сменам. Ама нема да го направам тоа, само споредба давам колку тоа изгледа невкусно ако сакате да му го смените името некому. А друга страна се лутиме зошто Грција не сакала да не признае под тоа име под кое ние се представуваме. Со председател Црвенковски се ракувавте во прокопчински случајно или особено медиумите поинаку тоа го протолкува? Па не верувам дека беше тоа случајно, затоа што ние бевме во делегацијата за прием, а тој беше во делегацијата за гости и тоа е логично некако да се ракуваат оние кои дочекуваат и оние кои се примени. Тоа испадна да се ракуваме и не жалам на крај за тоа. Угледно е човек со секого да има еден добар однос и да се ракува со секого, без разлика на тоа што председателот Црвенковски во случајот нанесе многу штета на православната Охридска архиепископија, а да не говорам за мојот углед и за насилството кое го прави постојано врз мојата личност. Колку имате проблеми со медиумите во Република Македонија од аспект на, како што некогаш нели ќе кажете, бојкотирање? Па мислам дека бојкотирањето на православната Охридска архиепископија, а конкретно и мене како еве прво иерарх на таа архиепископија, започна уште брзо после заминувањето наше од Македонската православна црква. Значи, воопшто, еве, скоро 4 години, во јуни месец се наполнуваат 4 години, зашто беше 2002 година тоа, не се отвори ниту една дебатна емисија по однос на прашањата за црквата. Гледате, само тој аспект ако го третираме, во колкава една инфериорност се наоѓаме по однос на тоа прашање. Значи, немаше ли проблем некој во средствата за медиување, за информирање, ако не сите, да го третира тој проблем малку постудиозно, да не покани барем еднаш во некоја емисија во која ќе учествуваат компаративно представници на други асоцијации или религии, дури или на Македонската православна црква, и ќе можеме темелно да го обработиме тој проблем. Самиот аспект на незаинтересираност за темелно истражување ќе ми дозволи мене да кажам дека медиумите тенденциозно, злонамерно и сосема неупатено го третираа проблемот на единството на црквата кое го постигна православната Охридска архиепископија со сите православни цркви во светот.
Повеќе заради неуплатеноста на медиумите, на новинарите, на политичарите или можеби заради стравот да не бидат прогласени за предавници на Македонската православна црква од страна на МПЦ? И двете опции, ако се разгледаат, и двете се погрешни. Значи, и да се работи за страв некаков, тој е сосема неоправдан. Затоа што ние не се плашиме нити пред Бога да ги изнесиме проблемите кои ги имаме, а да се плашиме пред некои моќници во МПЦ или моќници во власта и од страв некаков пред нашата иднина која може да ни ја загрозат, да не бидеме доволно транспарентни по однос на тој проблем. Мислам дека е недопуштиво. Недопуштиво сега од аспект на демократскиот процес кој се развива кај нас. Ако ние бевме во една атмосфера на тоталитаризам која, да бидам искрен, верувам дека не поминала многу, се уште се задржала во Република Македонија од времето на титоизмот, меѓутоа, барем номинативно не одговара таа ситуација со денешнава прилика за која говориме дека имаме демократија. Демократија подразбира власт на народот, а то подразбира власт на говорот. То подразбира дека успешен е оној кој ќе знае да ве убеди, а ќе му даде, затоа се медиумите да му дадат простор тој да ве убеди. Ако има аргументи да ве убеди, тогаш и најлошата варијанта постанува возможна. И тоа е процесот на демократија, меѓутоа нити почнавме да го живееме тој процес, нити сме напреднале во тој процес, затоа што мислам дека од тоталитаризмот кој владееше во времето на титоизмот, ние скоро ништо не променавме. Во српските медиуми ве има особено често и во оној период пред заминувањето на издржувањето на затворската казна, зборувате нели на српски јазик. На вашата веб страна интервјуата пренесени од српскиот печат, значи што сте ги давале за тие медиуми, исто така се на српски јазик. Може би, чувствувате ли дека граѓаните малку се плашат заради таквото доближување кон северниот сосед? Од друга страна, често ве обвинуваат дека пак сте во нека друга улога, особено од страна на Грчката православна црква, заради спорот со името. Да бидам искрен, сакам да го разберам тој проблем, меѓутоа или пак е вештачки создаден? Нити од степенот на образованост кој го имам, нити од аспект на духовноста на која и припаѓам, не ми е разбирливо во 21. век да имаме фобија од другите нации кои живеат околу нас или близу нас. Значи, во едно време во кое никој не е веќе заинтересиран за територија и сите, па и околните наши соседи заинтересирани се исклучиво пазарот да го освојат, ние да живееме со идеја од 19. век дека некој сака да ја загрози нашата нација е навистина некако инфериорно. Значи, самите се подценуваме до таа мера да мислиме дека имаме непријатели, а во суштина луѓето кои живеат околу нас сакаат да ни ги отворат оние простори и оние пазари кои ни се неопходни за да преживееме како држава. Најголемиот проблем моментално на нашата држава е што се затвори во себе и во своите граници и си создаде вештачки непријатели. Видите, не е веќе проблем тоа што ние комуницираме само со Србија или со Грција, како споменувате, нас и Бугарија ни е непријател, и Албанија ни е непријател, ама ја сметам дека ние сме најголеми непријатели на самите себе, подобро речено, власта која не води, не прави да се спротиставиме и да ги имаме за непријатели оние кои можат да ни бидат најголеми непријатели. А тие кои ни се најголеми непријатели и кои не експлоатираат веќе 15 години да не можеме да бидеме демократска земја, а тоа се властите, тие треба да ги представиме, да ги доживуваме како наши пријатели. Јас мислам тука е таа превртена позиција која ни ја создаваат вештачки за да не држат во таква изолација една и ние да мислиме дека тука е рајот и сите други ни се непријатели. Уште една ситуација што може би одеше во прилог на таквото тврдење за непријателство од страна на северниот сосед, ве финансира ли српската влада? Мислам тоа е расчистено, ние никогаш не кажавме ни дека не финансира
и ниту гледаме во тоа дека има било каков проблем. Нас проти тоа пак јавно се заблагодаривме не само на српската влада, туку и на сите оние кои донирале досега и кои евентуално би сакале да донираат во православната Охридска архиепископија. Во тоа нема кривично дело, а оттаму, значи се додека нема кривично дело, се друго е дозволено и за тоа воопшто не сакам ни да разговарам. Сега за кривичните дела за кои ве сомничеше македонското судство. Да почнеме со судењето во Битола за раздор, нетрпеливост, расна и верска омраза. Нели затворска казна, потоа следуваше намалување од страна Врховниот суд и го напуштивте затворот од Гризово. Па малку е невкусно. Влијание на политиката во одлуката на судот. Малку е невкусно за човекот кој веќе си замина од овој свет, тој е судијата Мишко Стојковски, да говорам и ќе се воздржам, значи да говорам било што за него. Меѓутоа генерално морам да кажам дека огромно беше влијанието на политиката по однос на тој судски процес. Значи самиот судски процес е конструиран за да може да не обструира. Имено обвинението е потекнато на денот кога власта се уплаши дека многу голем дел од Македонската православна црква ќе се приклучи кон православната Охридска архиепископија. Значи денот кога монаштвото 90% пристапи кон православната Охридска архиепископија и тогаш мене ми одредија притвор за да не може да се дејствува во тој период. Јасно беше после тоа дека ќе биде осудителна пресудата, затоа што притворот не можеше да се покрие поинаку. Меѓутоа, ако се разгледува пресудата, а тоа го има увид и представниците на ОПСЕ и други меѓународни институции, едно е многу евидентно, дека судијата сам не ја пишувал пресудата. Тоа значи дека еден аспект кој не беше третиран во самото дело, а тоа беше делот по однос на историјата на Македонската православна црква, значи не беше извезен како доказ воопшто, нити се интересираше судот за тоа, беше разработен на 2/3 од пресудата. Значи пресудата личеше на еден трактат за историјата на Македонската православна црква и дека ние сме биле предавници и дека ние со тоа сме предизвикале национална и верска омраза. Тоа е недопуштиво ако свеста кај нашиот народ биде на таков степен развиена, значи прво да биде толерантна кон верската определба и идеолошката определба на нашите сограѓани, а второ, ако малку пак подобро се упатени, да свати дека единствена црква во моментот која е призната во Република Македонија православната Охридска архиепископија. Од тука па натаму, значи без разлика на нашите сваќања за неа или недопаѓања по однос на тоа дали сакаме да се случи тоа што ни се случи, ние мораме да го земеме за сериозен тој проблем како постоечки и да сакаме да го решиме. Во случајов јас мислам дека се постапи многу избрзано од страна на политиката и доведовме после до ситуација, се дојде значи до ситуација во која тешко беше да се излезе. Еве, сведоци сме и денеска, тешко е да излезе политиката од таму каде што бесправно, сосема нелегитимно навлезе, а тоа е секторот на црквата, односно на религијата. Знаевте ли дека ќе направите прекршок и покрај тоа што нели влеговте во соборниот храм Свети Великомаченик Димитри? Па не сум убеден нити сега дека направив прекршок од следнава причина. Значи, храмот Свети Великомаченик Димитри не е собственост на Македонската православна црква. Таја колку сака тоа нека го тврди и тоа судски ако го потегнеме, ќе видите дека на меѓународен суд ќе го докажеме. Овде не верувам дека ќе можеме да го докажеме. Значи таа е црква прво која ја граделе грците. Тоа е јасно како ден од влезот на ктиторската плоча која е закачена на вратата, па се до иконите на иконостасот и фреските се е подпишано на грчки. Од тука каков може да има, каква собственост може да има Македонската православна црква на тоа. Но и тоа да го оставиме. Таја црква е црква на народот, односно на верните, а не на епископот или на свештениците или на вработените таму. Што значи дека со кое право некој може да му забрани на некого да биде крстен од свештеник или епископ кој
го смета за свој близок или сака тој да биде оној кој ќе го крсти. Ако родителите на детето изјавија намера да биде детето крстено од мене, со какво пак право јас можев да го одбијам тоа? Јас сум се заветил пред Бога на служба на црквата дури и во неможни ситуации. Значи таму каде што ќе ми биде претено со силата на мое линчување, да не ја кажам тајната на исповедта, да кажеме. Добро е што македонскиот кривичен законник после подолго време го усвои тој дел дека свештеникот кој е под заклетва не смее да ја даде тајната на исповед. Меѓутоа истата и ова другава тајна на крштението или на миропомазанието или на литургијата. Кога ми дојде полицијата на 11 јануар 2004 година, тогаш кога пристапија монасите и кога служевме литургија, јас им кажав дека нема да ја прекинам литургијата по цена да ме убијат таму, затоа што тоа е мојата служба. Се додека не ја завршам литургијата, јас нема да прекинам нити под притисок на било каква сила. Истото се слушуваше и во овој случај. Значи, ако јас сум повикан да извршам една света тајна, за мене како свештено лице е навистина непримерно да откажам. Ако ме повика да го крстам на Драгор, на реката, таму ќе одев и не треба да се жалев нити на временските неприлики, нити за тоа што е далеку, нити за било какви други прилики. Тоа е моја должност и јас сметам дека сосема совесно ја исполнив. А тоа што бев осуден, сметам дека треба да им биде срам на судот во Битола. Во дел од градот повремено нели се појавуваат како своевиден пропаганден материјал или како да го наречеме календарчиња нели со верско-политичка содржина, од една страна нели во делот на религијата, од друга страна што пак македонските власти, македонските судови или пак медиумите како се однесуваат и како ве третираат. До апелациониот суд во Битола своевремено пристигна и некаква си закана напишана на ливче дека Господ ќе ви суди за она што го правите. Не бевте присутен да можете да зборувате на таа тема. Може да ни објасните што тоа било? Не, ако добро се сеќавам, тоа не беше така, бидејќи стигна исто и во судот во Велес, меѓутоа тоа беше значи одлука на Светиот архиерејски синод на Православната Охридска архиепископија во мое отсуство, затоа што заменик председател на Светиот архиерејски синод во мое отсуство е епископот Јоаким Полошко-Кумановски. И тој свика седница, значи после упокојувањето на судијата кој ме судеше, Мишко Стојковски, и по нивно наоѓање, значи во мое отсуство, сметаа дека треба да објават оти не му приличи, односно нема да биде допуштено никакво спомнување на неговото име понатамошно, значи како помен во црквата, во Православната Охридска архиепископија, сметајки дека човекот се упокои непокајан, како гонител на црквата, и тоа не е прв пат црквата да го прави. Значи, само таја одлука, колку што мене ми е познато, беше испратена до судот во Битола, до судот во Велес, и не знам дали на друго место, и до средствата за информирање можеби беше, но се работи, значи, за таја одлука не беше никаква закана, не беше никакво третирање, нити некому му претевме дека Господ ќе суди, на крај Господ ќе суди, и очигледно е дека Господ пресуди. И во овие случаи, и на крај на сите нас Господ ќе ни суди, затоа и не треба да се плашиме од одлуките на овоземните судови. И на тие суди и Господ ќе им суди, тоа треба да бидеме начисто. Меѓутоа, многу е јасно дека во овој случај ние не сакавме да вршиме никаков притисок со тоа врз судот. Едноставно одлучил така Светиот архиерејски синод и дал некакво соопштение. Сега кој како си го толкува тоа е негова работа. Како вие пак ја толкувате одлуката на Врховниот суд за намалување на затворската казна од една страна и последната ослободителна пресуда за во Велешкиот суд по однос на тврдењата на обвинителството и Македонската православна црква за финансиски малверзации со стотици илјади евра? Многу пати сум говорил за неправедноста на судовите во Република Македонија, за нивната корумпираност веќе да не зборувам, тоа го знае многу добро јавноста. Меѓутоа, да бидам искрен, живеев со една потајна надеж во времето на тој месец додека бе во затвор, додека одлучуваше Врховниот суд, дека ќе има малку сила, значи и доблест,
да ја пресече работата во корен и да се каже дека веќе во Македонија нема да се случуваат такви пропусти и такви политички процеси. Без разлика што тој ме ослободи, помина 8 месеци, на крај и 2,5 години да бе и тие ќе помине, и тешко дека некој треба да очекува дека мене ќе ме промени за 2,5 години што ќе бидам во затвор или дека нема мојата мисија после тоа да извршува. Меѓутоа, многу ќе беше поугледно ако тоа го направише во септември месец, веднаш да кажеш дека нема дело. Бесмислено е, по мене, да ги укини двете обвиненија, да укини 2 од 3 обвиненија, а да остави едно, со кое очигледно е дека сакаше само да го покрие мојот притвор и мојот затвор. Тоа беше смислата. Јасно сосема од почеток дека тука нема дело и дека не може да стои тоа обвинение, особено пред Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург. Затоа што, за да има кривично дело, распалување на национална и верска омраза, треба да постоел ефект од тоа дело, односно да имало собири масовни, па скрнавање на споменици, па некаков оружан бунт или нешто, било што. А од она што јас го проповедам на најмиролюбив начин и сакам да стекнам своји соработници и верници на најмиролюбив начин, од тоа не може да има кривично дело. Или ако има такво кривично дело, тоаш нешто не е во реч со тој кривичен законник. Затоа сметам дека тоа дело воопшто немаше можност и не требаше да се процесуира и е голем срам по угледот на Република Македонија. А второто дело, навистина, да бидам искрен, дека ме утеши малку. Некако потајно, пак велам како што ова претходно потајно очекував дека ќе бидам ослободен уште во септември, овде потајно очекував дека ќе бидам осуден. Од следново дека ќе бидам осуден, дека едноставно таков е политичкиот програм. Иако бев потполно свесен дека нема можност, бидејќи ова второ дело, за кое ме судија се вика кривично дело за тајување, треба да има нешто што недостига. Значи, треба да има украден предмет, треба да има пари кои недостасуваат. Цело вештачење и цел главен претрес покажа дека не фали ниту еден динар. Сега, од таков аспект си велам, иако е математика во прашање, можат овие нашиве да си направат и нова математика, да измислат и пак да ме осудат. Бев скептик, да бидам искрен. Меѓутоа, тоа сепак некако испадна дека математиката е непобитен фактор еден. Ако се покажеше дека не достига било каков предмет или било какви пари, за сума на пари, навистина ќе бев суден и тоа со максимална казна. Ама целилото вештачење и судскиот процес покажа дека ништо не недостасува. Тогаш како може и од каде ќе го извадат затајувањето кое евентуално би го направил? Во продолжение на емисијата, накратко нели ќе се осврнеме и на судскиот спор што се води во Основниот суд Скопје 1 или 2 и нели пресудата што таму е за 1 година затворска казна, но за тоа по рекламите, гледајте не. Затвори ги очите, погледни во себе и послушај го срцето. Ќе видиш дека бариерите постојат само во нашите глави. Скрши ги. Ајде, направи го тоа. За себе. И еднаш, за секогаш, размислувај на големо. Гранде пунто. Ако сакате вашиот дом да биде како од сон, ќе ви помогне една од врвните градежни фирми во Грција, Циталис. Вашата желба и замисла за идеален дом ќе ја претворат во реалност. Сега, вашиот сон станува реалност. Циталис. Идеален дом. Се враќаме во директно на Тера телевизија. Застанавме ке судските процеси по однос на обвинувањата за финансиски малверзации. Рековме во Скопскиот суд
затворска казна пресудена од 1 година. Тој судски процес Тоа го очекувавте дека ќе заврши така или? И поради тоа што нели има право на жалба? Го очекував на некој начин, затоа што апелација 2 пати го враќаше на повторно судење процесот. Значи, видите, во овој случај се работи за една навистина груба вмешаност на јавното обвинителство во фалсификат. Првата одбивателна пресуда се случи на првиот судски процес, кога судијата заради немање предлог за гонење од овластен тужител, го одби предлогот на јавното обвинителство. Сега, јавниот обвинител тука направи во Велес еден најгруб фалсификат. Иако немаше предлог оригинален за гонење од овластен тужител, накнадно после завршувањето на процесот вметна во списите како да постоел предлог за гонење и апелациониот суд тоа го зеде за регуларна постапка, а тоа е нерегуларна постапка и судењето тука требаше да заврши. Се одржа и второ судење, на второто судење дојде единствениот оштетен кој би можел да биде во случајот, а тој би бил господинот Трифун Костовски и кажа дека никогаш не се посомневал во мене дека сум можел да ги затајам средствата и затоа и ми ги дал, односно ги префрлил на штедна книшка на благајникот на епархијата. И повторно добив ослободителна во овој случај пресуда. А парите, само да напоменам, дека се вратени истиот ден кога судот ги побара да се вратат. Значи, оној момент кога судот ги побара парите да се вратат, тие беа депонирани во судот и седеа скоро 3,5 години во судот, дури сега, пред 2-3 месеци, ги подигнаа. Сега, нити парите се злоупотребени, нити се употребени за нешто друго, освен за намената која ги дал донаторот. Нити пак имаме овластен тужител во случајов, затоа што Македонската православна црква никогаш не ги примила парите и дури и да го прифатеше, што сосема бесправно го прифати апелациониот суд, барањето од МПЦ како оштетена за покренување на постапка, значи не можело да има осудителна пресуда. Но по ова се гледа дека се темпира во суштина процесите против мене, како што се темпира исто така сега најнов случај тоа да ми се одземе патната исправа, да кажеме, сосема бесправно од локалниот шериф, да кажеме, од господинот Крајовски, кој е началник на МВР во Битола, бесправно ми се држи патната исправа и ќе ја држат колку сакаат. Немаат за тоа никакво право. Сега, после 10-15 дена од тоа бесправно задржување на патната исправа, вршеа притисок врз судијата во Велес, овој кој ме суди за ова дело кој донесе ослободителна пресуда, да ми ја одземе по судот, значи, патната исправа, и тој, сиротиот, под толкав притисок, навистина напиша решение да ми се одземе патната исправа, иако имам ослободителна пресуда. Можете да ги замислите и да ги споите сега сите работи. Ама тоа е во суштина сега државно организиран терор врз една личност, врз која се сака да се направи толкав притисок да некако се откажи од идејата која има. Тука се неупатени, јас мислам, државните структури, дека во црквата важи обратна некоја перспектива, дека колку повеќе притискаш, толку повеќе приврзаници имаш. Црквата во суштина живее во етосот на мачеништвото. Ако можеме ние, и ако наш ред е сега, да посведочиме за Христа, после сите притисоци кои ги вршиме, ние нема да се откажиме. Односно, колку повеќе притисоци има, толку поцврсти и посилни стануваме. И тоа се гледа и на бројот на верниците на православната архиепископија, кои нагло се зголемува после сите гонења на архиепископијата. Така ли го доживувате случајот со уривањето на манастирот во селото Нижеполе и влегувањето на непознати лица во тамошната вила? Па, зашто ги обвинивте, нели, контраразузнавачките служби на Македонија? Нешто само што ги обвинив, јас сум сосема сигурен, зашто еден од луѓето кои учествуваше во настанот доживеа после тоа катастрофална сообраќајна несреќа и
викна свештеникот православната Охридска архиепископија се исповеди и го дознавме целиот настан. Зато и толку смело во суштина го кажувам ова дека тоа го направија тие. Во суштина организација, односно благослов, ако можам така да речам, на Црвенковски, тогаш како премиер, и на господинот Костов како тогашен министер за внатрешни работи. Мислам, тој вандализам кој го направи државата е неоправдив. Меѓутоа, незамислив, надвор од секоја логика е оној вандализам со рушењето на црквата. Јас не можам до ден денес да објаснам колкав сакав непријател нека им бидам. Имавме ние една конфликтна ситуација во Македонија во 2001 година. И тогаш беше несватливо и необјасниво да се рушат верски објекти. И затоа и меѓународната заедница, знаејќи колку зла крв може да произлезе од рушењето на верски објекти, настојуваше најпрво во обновата да се обноват верските објекти. Не може едноставно да немаш историско паметење и дека некој ќе го доведеш до историски заборав дека Црвенковски срушил црква. Тоа што ќе падне на него и на неговото семејство, тоа ќе го гледаме како една епизода. Меѓутоа, тој денес е и председател на Македонија. И тој како прв човек на Македонија во таква катастрофа ја води и целата земја. Човек што руши црква, значи нешто најсвето, што може еден народ да создаде, без разлика дали е српска. Еве, земете дека е српска, јас не сакам, јас секогаш говорам дека таа е македонска црква, меѓутоа да одиме во крајност дека е српска црква. Без разлика каква е таа православна црква и нека и џамија. Зошто да ја сруши? Тогаш треба да е навистина човекот избезумен, човек кој нема никаква одговорност ни пред сегашноста, ни пред иднината. И тврдам за овој председател кој го имаме, дека нема одговорност ни пред сегашноста, ни пред иднината. Ја води 15 години во катастрофа Македонија и конечно ќе ја одведи изгледа до катастрофа ако оставиме вака да делува како што делува. Верувате во влезот на Македонија во Европската Унија? И како подпрашање на тоа, во оној период дека бевте на издржување на затворската казна, од меѓународната заедница често слушавме критики до македонските власти за ограничувањето на правото на слобода. Тука и Хелсиншкиот комитет со сличен став како западните дипломати. Имате ли дознаено дали Македонија даде одговор на таквите прашања по однос на верската слобода и вашиот случај? Македонија се обиде да даде одговори кои не беа прифатени од страна на факторите кои тоа го третираат во Европската Унија и во Стејт департментот исто, затоа што тие беа несериозни одговори и невтемелени врз принципите меѓународни за верска слобода и толеранција. Значи, без никакво право, споредено со меѓународното право, Македонија ги загрози основните човекови права на припадниците на православната Охридска архиепископија. Јас сум можеби најекстремниот случај како прво иерарх, но останаа тука нерасветлени многу други случаи. Да речеме, имаше вандализирано рушење на Параклис во Скопје, на православната Охридска архиепископија. Па исто така затворање на монаси и монахињи. Па ова кое го споменавме веќе, палењето на манастирот и стрижењето на монахињите, кое е навистина избезумен и очајнички акт на луѓе кои не знаат што да прават во соодветната ситуација. Сите тие дејства кои ги презеде државата во суштина само го унижија угледот на самата држава. Многу по-конструктивно ќе беше државата да не се меша во овој проблем. Да остави црквата да го решава на каков начин умее и може. Но во овој случај, фаќајќи страна по однос на прашањево за црквата, стигнавме во ситуација сега државата да биде црква, а црквата да се повлече во анонимност некоја. Ние сега, наместо да имаме диалог со расколничката Македонска православна црква или Српската православна црква да има диалог со нив, ние треба да имаме диалог со Црвенковски.
Зашто Црвенковски што ќе им каже на синодалците, тоа тие ќе прават. Односно, ништо не можат да направат без тој да им рече нека е благословено. Тоа е една пореметена ситуација и мислам дека во таква една ситуација катастрофално греши и државата, затоа што фатила таква страна, и црквата зашто бара помош од една институција која само сака да ја искористи црквата во одредено време и после да ја фрли како сува крпа. Можно ли да се случи продолжување на преговорите меѓу Македонската православна црква и Српската православна црква? Она што некогаш беше започнато. И под кои услови тоа би се случило? Па во овие услови, во ваква атмосфера, мислам дека е неможно. Се до оној момент додека државата врши притисок врз православната Охридска архиепископија е неможно. Едноставно најчист случај ќе биде да се повлече државата, дури по мое, ако сака да има просперитет во тој диалог евентуален кој би бил, дури и да се извини државата и да ја преземе сета одговорност за досегашна во ваква ситуација врз себе. Зашто колку што има вина Македонската православна црква за ваквата ситуација, толку, а малку и повеќе има и македонската држава, односно особено председателот Велам, може би забележливо е тоа Бранко Црвенковски, зашто не сум сигурен дека цела влада е обструирана по ова прашање и цела влада влегува. Но особено Бранко Црвенковски, кој навистина врши притисок врз сите институции, особено врз судот, каде што има и најголемо влијание. Се додека не се повлече државата и не завршат судскиве процеси, односно притисокот од судските процеси, не може да има никаков диалог, затоа што во една ситуација на притисок не се вршат никогаш преговори. Значи, ако се сака и ако сака навистина Црвенковски да дојде до некакви преговори, до некакво решение, треба јавно да се извини дека ја оштетил православната Охридска архиепископија, дека направил штета врз односите меѓу Српската и Македонската православна црква, а да не говорам дека прави штета и врз односите меѓу српскиот и македонскиот народ. За време на последната посета на председател Црвенковски на Србија и Црна Гора, таа тема не е начната. Не е начната, меѓутоа начната е со председателот на Србија, со господинот Коштуница. И мислам дека јасно е дадено на знаење на господинот Црвенковски дека треба конечно да излезе од овој проблем со тоа што ќе се повлече едноставно од притисоците кои ги врши. Ако тоа се направи, а тоа одавна го говориме, јас мислам дека има некаква надеж за решавање на проблемот. Ако Македонската православна црква чувствува еден грб силен во македонската држава и ако мисли дека како некое мало бебе треба да се крие за мајката, мислам тоа е една крајно деструктивна работа и не е од полза нити за Македонската православна црква, нити за македонската држава. Верувате ли дека тоа ќе се случи и хипотетички, доколку се случи, како и со кои би се водели преговорите? Воколку се случи, јас сакам да се случи, да бидам искрен, затоа што нашата во суштина мисија целосно беше за да се воспостави целосно единство. Ова единство кое е воспоставено е делумно единство. Делумно затоа што само дел од православните верници во Македонија се во тоа единство. Но ако даде Господ, моја молитва, моја желба, моја надеж на крај е да се случи тоа единство. Никако не е можно, барем според каноните на црквата, а и познавајќи ги луѓето колку се сериозни во Српската православна црква, било каков диалог да се случи без учество на православната Охридска архиепископија. Затоа што во моментов единствена канонска црква на територијата на Република Македонија е православната Охридска архиепископија. Со кој ќе преговара Српската православна црква? Значи Српската православна црква во овој случај нема и со кого да преговара, бидејќи би можела само... ако се повлечи политиката и судството од притисоците, како што тврдите, која би била страната со која би преговарала Српската православна црква? Тоа и сакав да го одговорам, значи не би преговарала Српската православна црква, туку носител на преговорите би била православната Охридска архиепископија, која може да покани и
представници дури и на другите цркви. Меѓу кои прво на Српската православна црква, затоа што ние сме автономна црква во подрачјето на Печката патријаршија и несмисливо би било да не ги консултираме прво нив, а да бараме помош или медијаторство некои други цркви. Меѓутоа, во таа хипотетичка ситуација во која ја наведивте, преговорите главно би ги водела православната Охридска архиепископија. Таа во суштина е единствената црква легитимна која во моментот може да ги прими расколниците или да не ги прими. Значи, ние сме црква која е призната од сите цркви и нашиот збор ќе биде меродавен дали ќе дозволиме расколничката организација Македонска православна црква да влезе во единство со другите православни цркви или се уште ќе имаме аргумент против за тоа, бидејќи навистина има за сега многу аргументи зошто не треба Македонската православна црква ваква каква што е да биде во единство со другите православни цркви. Тоа значи дека на една маса би седнале заедно вие со вашите поранешни колеги, и така да ги наречам владици во Македонската православна црква. Значи, и би го воделе диалогот. Ако имаме малку вака визионерство, тоа е наредниот чекор. Меѓутоа, ако дојди побрзо тоа е само во полза на сите. Ако мислиме дека со одолговлечување на судските процеси врз Јован, со притисоците кои ги врши полицијата секојдневно и судот врз Јован, дека со тоа ќе ги решиме проблемите, или ако имаме лоша представа како лош студент дека со одолговлечување на испитот може би некогаш ќе го положиме, мислам дека имаме погрешна тактика. Тактиката во овој случај би била следнава. На тоа препорачува и рускиот патријарх и сите други православни цркви да се седни во диалог, а диалогот тоа подразбира дека ние мораме да разговараме за проблем. Меѓутоа, како да разговараме во услови кога те затвараат, кога те гонат, кога неправедно те шиканираат, кога ти вршат притисок најразличен, еве сега овој кој го спомнав со земањето на патната исправа, што се мисли со тоа, дека јас не можам да земам денеска кога за 500 евра можеш да купиш бугарски пасош, или не знам, не можам да земам друга патна исправа и да патувам, и наистина ме тераат да го правам тоа. Јас досега немав друга патна исправа. Меѓутоа ме тераат, сега ми велат земи сега патна исправа за да треба јас да останам сега 10 години според нив во овие граници да не можам да излезам и никаде да патувам. Со таа логика, ако настапува државата, навистина во таков случај ќе нема решение. Како ќе да ги убедите, односно да им појасните на граѓаните на Република Македонија, нели пред почетокот на емисијата зборувавме за тоа интервју што одеше на српската Пинк телевизија, сателитската програма, предпоставувам, во кој неофицијално нели се зборуваше за тоа дека сте ги напаѓале македонците како народ, самата држава, политиката и така натаму. Никогаш народот свој на кој му припаѓам не сум го напаѓал, а власта не еднаш и многу пати ќе ја напаѓам. Јас мислам дека и после сите опозиции која ќе завршат во Македонија, јас ќе видам човек кој навистина ќе биде една реална опозиција, затоа што во демократските општества треба да има конструктивна опозиција која им кажува на луѓето, а особено на власта, до која мера, односно до која граница можат да имаат овластувања. Во ситуацијава власта си ги надминува овластувањата. Односно, ги надминува границите кои се дадени и со уставот и со законот. И затоа толку зборувам против власта. Не затоа што имам некаква, да кажам, лична пресметка со Црвенковски или со некој било кој друг од владата. Јас со Црвенковски еднаш сум се ракувал во животот и може би никогаш повеќе. Нити имам потреба, нити да го спомнувам во животот на крајот краиштата. Ама едноставно тие не тераат со нивните противзаконски дејства, не тераат насекаде да го разгласиме проблемот од едноставна причина да се заштитиме. Значи, меѓународната заедница дозна за проблемот затоа што ние сакавме да се заштитиме. Не најдовме сериозна сила во Македонија која може да ни ги заштити најосновните верски права. Ние не бараме преку леп погача. Ние не бараме, не знам, власта да ни гради цркви. Ние бараме да не остави само да му се молиме на Бога во исповетта која одбравме да се молиме. И тоа е загарантирано со меѓународните стандарди, со Уставот на Република Македонија. И зошто да го крши власта?
Само значи против власта сме говореле и секогаш ќе говориме. А тоа што после доаѓа дека тоа го намалува угледот на Република Македонија, јас мислам дека жалосно е што денес угледот на Република Македонија се поврзува со власта ваква каква што е 15 години да не води во еден мрак и во едно темнило, од кој не можеме да излеземе уште 150 години ако со вакво темпо се движиме. Во регионот на Балканот, нели зборуваме конкретно еве за Македонија, тврдите дека политиката се меша во црквата. Колку црквата се меша во политиката на државата? Еве во Македонија, кај северниот, кај јужниот сосед, во некои други земји. Веројатно има обиди, тој е еден обид секако на институциите во системот да имаат превласт оној момент кога ќе почувствуваат дека некој од тие институции има некаква слабост. Во Македонија можам да говорам, а помалку секако можам да имам сознание и за другите земји во околинава, меѓутоа во Македонија тој баланс е изместен, потполно изместен. Значи, Македонската православна црква е во крајна инфериорност една. Наспроти тоа државата по однос на црквата е на крајна супериорност и тоа не се случува последнава година, две или последнава деценија. Тој е од оној момент кога македонската држава ја создава црквата. Тоа е 1967 година. Од тој момент ништо не може да се случи во македонската црква, а да не се праша председателот за верските заедници, кој сега е миноризирана личност, ама затоа сега председателот на државата ги зема тие ингеренции. Значи, не можело ништо да се случи 35 години, или уште некоја година плюс сега доеве до 2006 година, логично е дека тие луѓе кои ја раководат Македонската православна црква не можат од внатре да имаат сили сами да решаваат. И тоа е една диспропорција, значи во силите на тие кога институции. Кога бевте владика го почувствувавте тоа лично? Многу. Па во времето кога јас бев владика се случува изборите во 98 година и дојде председателот на верските заедници. Не се сеќам сега како му е името, мислам дека е директор сега на оваа банка за обнова и развој, истиот тој човек, и дојде да ме критикува мене зошто сум дал некој интервју во кое споменувам некои недостатоци на власта. И сакаше да го третира тоа како мешање на црквата во државата. Значи, ако подклекне во 98 година и ако кажеш чекајте бе луѓе, навистина јас сгрешив, не треба црквата да се меша во државата, и тоа го направи заради слабост некаква моја, јас мислам дека и денеска ќе немав право да говорам за ова. Меѓутоа, ниту тогаш подклекнав, ниту сега ќе подклекнам. Затоа што не се работи за мешање на црквата во државата тогаш кога гледаш дека со делувањето на власта такво какво што е, државата оди во пропаст. Како совесен граѓанин на таа држава треба да се бориш, да се освестат луѓето дека таја власт ја води државата во пропаст. Сега, за тоа ќе носиш последици, ќе имаш жртва, некоја треба да дадеш и сето тоа. Меѓутоа, јас сум на крај одлучен за таа жртва. Јас својот живот и својот позив сум го посветил на црквата. Немам свое семејство, мое семејство се сите верници и од тука па натаму не е голема мојата жртва, дури и да одам во Идризово, дури неколку години да бидам одсуден. Нема да осети некој толкава жртва, подобро речено, јас ќе го на себе ќе го износам тоа, нема да има последици големи по околината, а наспроти тоа придобивките од таа жртва се многу значајни, затоа што после тоа, после некое време, не може да остани народот слеп дека некој човек им зборувал пред 5 или 10 години и бил во право за тоа. Сега поминаа 4 години, јас не можев ни да кажам дека немам учество во тоа за што бев обвинуван за затајување или кражба, како уште го викаме. Меѓутоа, судот смогна сили да го докаже тоа дека немам. Ама колкава штета е направена врз моето име, колку штета требаше да се поднесе, односно колку жртва требаше да се поднесе, тоа останува, вака, ако некогаш историјата го цени, може би ќе го цени, ако не го цени и тоа на крај, јас не го правам ни за историјата, го правам за сегашноста, за народот и од љубов кон црквата пред се. Господине Јован, ви благодарам што бевте гостин во директно на Тера телевизија. Се надевам дека успеавме некои работи што во изминатиот период, дека бевте одсутен или од слободниот живот, да ја слушнеме и вашата страна, за како новинари и медиуми да не бидеме
обвинувани дека сме тенденциозни, дека форсираме само одредени страни во цел овој случај. Јас во секој случај би сакал да ви заблагодарам и навистина излеговте во пресрета после неколку години навистина, меѓутоа ќе останам се уште со таа констатација дека средствата за информирање навистина беа тенденциозни последниве 4 години по однос на мојата личност и на случувањата во врска со православната Охридска архиепископија. Не се отвори дебата, немавме можност да ги согледаме конструктивно работите и се остана да се некако изведува под притисок на власта. Тоа е една од штетите што ја предизвикаа и самите средства за информирање. Благодарам уште еднаш што бевте дел директно на тера. Вам, почитувани гледачи, довидување до идниот вторник во 17 часот и 30 минути.